Добро утро на сите вас кои во моментов се наоѓате пред вашите телеекрани и со нетрпение очекувате да започне новото издание на вашиот омилен ТВ магазин Урбан Блок. Што ние овој пат подготвивме за вас, дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок зборуваме за биоинформатика и придонесот врз нашето здравје, за минимализмот во исхраната и како е најдобро да согориме калории со пешачење. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блок. Денешното издание на емисијата Урбан Блок го започнуваме со една доста интересна и актуелна тема. Зашто точно станува збор ви откриваат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Еве што велат тие. Применетата биоинформатика е најсовремена интердисциплинарна наука што комбинира биологија, компјутерски науки, математика и инженерство за анализа и интерпретација на биолошки податоци. Биоинформатиката ги комбинира дигиталните технологии со биолошките процеси, нудејќи решенија за откривање и третирање на болести на микроскопско ниво. Ние веќе неколку емисии наназад зборуваме на оваа тема и како може да помогне во различни ситуации, а овој пат зборуваме поконкретно за скринингот. Од што се состои скринингот? Ни одговараат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Прегледот во Центарот за биоинформатика се состои од скрининг на целото тело. Со помош на скринингот се мери функцијата на сите органи во организмот. На сликата од скринингот се гледа целокупната моментална функционалност на телото и можните дисбаланси. Со различни проблеми кои можат да се решат на овој начин се соочуваат сите, од најмалите до најстарите. Па затоа нашето прашање е од која возраст се препорачува. Одговорот го имаме во продолжение. Прегледот, односно скринингот, не е инвазивен, затоа немаме ограничување во поглед на возраста, така да достапен е за сите возрасти. Скринингот, односно информациите што ќе ги даде се најважни, но што по прегледот, одговорот го имаме во продолжение. Откако ќе се направи скринингот, следува детална анализа на добиените резултати. Врз основа на добиените резултати се одредува со каков тип на терапија би се третирала состојбата на пациентот. Скринингот се прави со помош на електроди, од кои што на 2 се стапнува со цело стапало, босо стапало, 2 се држат во дланките и 2 ставаме на чело. Скринингот трае максимум 10 минути, кај деца е уште пократко времето, околу 3-4 до максимум 5 минути. За време на мерењето, пациентот не осеќа никакви болки, нема никакво зрачење, токму и поради тоа е безбеден за сите возрасти. Во денешно време живееме на вистина брз живот, а со тоа не внимаваме на количината на исхрана која што ја внесуваме во нашиот организам. Но оваа тема ви откриваме нешто повеќе во следните неколку минути. Што на вистина има смисла и што само ни одзема време. Денешното брзо темпо и долгите списоци со задачи ни оставаат малку простор на вистина да се посветиме на нешто и да го направиме тоа приоритет. Нашиот ум е расфрлан на 1000 страни, а целата ситуација дополнително се усложнува поради постојаниот проток на информации, особено преку паметните телефони. Понекогаш се прашуваме како нашите мајки успевале рано да стигнат, иако и тие работеле по 8 часа. И тогаш се сеќаваме. Времето на екранот навистина делува како временско и ментално одвлекување на вниманието. Од друга страна за здравието, физичко и психичко, никогаш повеќе не се разговарало. Советите за здрава исхрана, вежбање и долговечност доаѓаат од сите страни. Но колку повеќе информации имаме, толку почесто сме збунети. Треба да правиме се, да се храниме здраво, редовно да тренираме, да медитираме, да дишеме, да земаме суплементи. Списокот расте, а ние се чувствуваме преоптоварени и демотивирани. Во ваков хаос, логично се наметнува потребата од создавање ред. Не само во плакарот, туку и во главата и начинијата. Тука доаѓа минимализмот во исхраната. Што всушност е минимализам во исхраната? Најпрво, јасно е дека нешто намалуваме. Го отфрлуваме вишокот, се фокусираме на суштинското. Минимализмот во исхраната значи свесно поедноставување на навиките во исхраната, за полесно да се вклопат во секојдневниот живот.
без стрес и чувство дека уште една работа е на списокот. Тоа е пристап кој обезбедува одржливост за телото и умот. Фокусот не е на трендовите, туку на основите кои даваат резултати. Тоа не значи дека ги исфрламе сите дополнителни здрави продукти, туку ги гледаме како плюс опција, а не како императив. Основата останува едноставна и функционална. Првата идеја се однесува на едноставноста. Помалку често е подобро, вклучително и во исхраната. Наместо бескрајни списоци на состојки и комплицирани рецепти, корисно е да научите како да составите избалансиран оброк кој ги вклучува сите потребни компоненти. Се препорачува 1/4 од чинијата да се наполни со квалитетни протеини, другата четвртина со сложени јаглен-хидрати, а остатокот со зеленчук, тоест со влакна. Например, ако ви останало печено пилешко во фрижидерот, веќе имате протеини. Друг важен принцип е умереноста, која се однесува на количината на храната која ја консумираме. Третиот е поврзан со разновидноста. Иако никој не може да помисли дека минимализмот би значил намалување на бројот на различни намирници, разновидната исхрана е клучна за добивање на сите потребни хранливи материи. Сепак тоа не значи дека треба да имате се во исто време. Наместо да купувате неколку видови семиња одеднаш, купете чија еднаш, а вториот пат лен. Истото важи и за јаткастите плодови. Со овошјето и зеленчукот сепак задржете асортата, но олеснете го животот со замрзнати мешавини од зеленчук и шумско овошје или готови салати. Ова е особено корисно ако вообичаено не можете навреме да користите свежа храна. Замрзнатиот зеленчук и овошје задржуваат еднаква количина на хранливи материи, бидејќи се замрзнуваат веднаш по бербата. Следниот важен чекор во минимализмот е свесноста на приоритетите. Мали додатоци како вода со лимон или чаеви за детоксикација често не одлекуваат од она што навистина ни треба. Редовен и збалансиран оброк. Ако се уште не сме успеале да воведеме барем еден таков оброк дневно, нема да ни помогнат ниту дополнителните навики кои звучат здраво, но не го решаваат проблемот. Истото важи и за додатоците во исхрана. Не е неопходно да се трошат пари на додатоци без претходни лабораториски испитувања. Само кога знаеме што навистина недостасува во нашиот организам, можеме да воведеме суплементи на таргетиран начин наместо слепо да ги следиме трендовите. Можеби најголемиот предизвик на модерното јадење е воопшто да седнете и да јадете во мир. Навиката да се јаде на пат пред екран, додека пешачите или во јавен превоз, доведе до тоа повеќе да ги препознаваме сигналите на глад и ситост. Се отуѓивме од самиот чин на хранење. Практикувањето присуство за време на обруците без одвраќање со вниманието на джвакање има позитивно влијание не само на варењето, туку и на менталното здравје. Минимализмот овде значи враќање во контакт со себе, извлекување од автоматизмот и враќање на едноставни ритуали кои не закотвуваат во моментот. А додека сме се уште на тема правилен и здрав начин на исхрана, во следните неколку минути ви откриваме дали согорувањето на калории треба да биде пред или по јадење. Сите веќе знаеме дека секојдневната прошетка навистина може да направи чуда за вашето варење, линија и целокупното здравје. Секако, пешачењето во секое време од денот има позитивно влијание врз здравјето. Но дали знаевте дека времето кога одите на прошетка може да влијае на начинот на кој оваа физичка активност влијае на вашето тело? Особено ако целта ви е да согорите што повеќе калории, која опција е подобра? Прошетка пред или по јадењето? Без разлика дали сакате да го разбистрите умот, да уживате во свеж воздух или да избегнете прекумерно седење, прошетката е секогаш добра идеја. Научните истражувања потврдија бројни здравствени придобивки. Секојдневното пешачење го намалува ризикот од срцеви заболувања, го подобрува квалитетот на сонот и го забавува процесот на старење. Меѓутоа, моментот од денот кога пешачите може точно да одреди каква корист добива вашето тело од таа прошетка. Например, неколку чекори пред оброк за да се стимулира апетитот или веднаш по оброкот за подобро варење, доведува до сосема различни ефекти. Сепак, што е подобро? Прошетка по или пред јадење? Прошетката пред јадење, според студијата од 2022 година, може да биде одличен сојузник во согорување на масните наслаги. Да појасниме, прошетката на празен стомак се смета за онаа што ја правите најмалку 4 часа по последниот оброк.
Со оваа констатација се согласува и Американското здружение за дијабетес. Објаснуваат дека тоа е најдобриот начин за слабење, бидејќи телото тогаш не користи калории од новопроизводената храна, туку енергијата ја црпи директно од складираните масти. Оваа навика помага и за намалување на нивото на гликоза и масти во крвта, бидејќи мускулите ги користат за време на оваа активност. Ова би можело да ви биде уште еден поттик да стекнете навика за утрински прошетки. Излегувањето на свеж воздух и физичката активност веднаш по будењето ќе ви го подобри расположението. Студија од 2016 на Универзитетот во Кембридж покажува дека утринската прошетка ја зголемува енергијата за целиот ден и го подобрува метаболизмот, што потоа поефикасно ги согорува калориите во текот на денот. Од друга страна, прошетката после оброк, како ручек или вечера, е многу ефикасен начин за стимулирање на варењето. Тоа може да биде многу кратка прошетка. Неколку студии потврдија дека само 15 минути се сосема доволни за да се поттикне работата на дигестивниот систем. Доколку пак сакате прошетка после оброк, да ја претворите во малку појака физичка активност, забрзите го темпото и пешачете барем половина час. На крајот на краиштата, пешачењето во секое време од денот е исклучително корисно. Ако целта ви е да согорувате калории, одберете прошетки на празен стомак. А ако сакате да го подобрите варењето, не заборавајте да правите кратки прошетки после оброците. Се разбира, тоа може да биде и едното и другото. Згоре на тоа, најдоброто нешто што можете да го направите е да го вклучите пешачењето во вашата дневна рутина, така што ќе одите на кратки прошетки неколку пати на ден. Наместо да ја чекате вечерата, ако е можно, обидете се да пешачите што повеќе во текот на денот. Сместена помеѓу Карипското море, Мексичкиот залив и Атлантскиот океан. Куба е типична островска земја преполна со сонце и гостопримливо топло население. Бурното минато и легендарната убавина ја прават Куба мистична дестинација, атрактивна за туристите од целиот свет. Кога за прв пат Кристофер Колумбо во 1492 година стапнал на Куба, воодушевен од нејзината убавина, рекол: "Ова е најубавата земја која човековото око некогаш ја видело." А верувајте, такви ќе бидат и вашите импресии кога за прв пат ќе ја посетите. Најголемиот Карипски остров ќе ве воодушеви по многу нешта. Големото архитектонско и културно богатство, специфичниот начин на живот. А за природните убавини не треба воопшто и да стане збор. Во тој поглед, она што ќе го видите во Куба, нема да го сретнете на ниедно друго место во светот. Првата асоциација за Куба се секако цигарите, румот, коктелите, белите песочни плажи, салса, Че Гевара и Кастро и препознатливите автомобили. И иако дури и ова е повеќе од фасцинантно и доволно, сепак треба да знаете дека оваа дестинација е многу повеќе од тоа. На вистински начин може да ја доживеете, шетајќи по обалата, низ улиците и разговарајќи со локалното дружелюбиво население. Ова е една од најекзотичните дестинации во светот. Природата на вистина била дарежлива кон овој Карипски остров, па го надарила со неверојатни бели песочни плажи, кристално море и корални гребени. Најпознатото место за одмор на Куба е Варадеро, каде овој спој е најистакнат. Таму со сигурност ќе се воодушевите од прекрасната природа, но и од бројните додатни места за забава. Всушност, за Варадеро може да се каже дека е олицетворение на соништата на повеќето од нас. Сонце, песок, тиркизно море, кубански орхидеи, палми. Па што уште би можеле да посакате? Со својата извонредна песочна плажа долга 17 километри, Варадеро е вистински магнет за кубанскиот туризам, а се наоѓа 141 километар источно од Хавана. Половина од сите хотели во Куба се сместени токму таму. Освен надреално убавата природа, ова место ќе ве анимира и со бројни други активности, локалитети, места кои може да ги посетите, додека сте таму. Меѓу нив е и Дипоновата вила во шпански стил и голф терените, познатиот делфинариум,
палатата обкружена со езеро, градскиот музеј во кој е изложена локалната флора и фауна. Ке имате и прилика, доколку сакате, да видите како се изработуваат познатите кубански цигари во Каза Вегерос, или да го видите еколошкиот парк кој е направен поради екотуризмот. Остатокот од времето сигурно ке сакате да се излежувате на песокот кој е ситен речиси колку прав, пиејќи од познатите кубански коктели. Вечерните часови резервирајте ги за посета на некој од бројните ресторани на брегот, каде ќе уживате во изведбата во живо на добро познатите Бесаме Мучо, Гуанталамера и секако Хаста Сиемпре Команданте, посветена на нивниот легендарен водач Че Гевара. Добра опција за посета е секако и најнаселениот карипски град Хавана. Во ова место ќе видите специфична архитектура, која ги отсликува трагите од шпанските, американските влијанија и соцреализмот. Улиците во Хавана се едни од најживописните по кои воопшто ќе зачекорите. Во нив се движат оние популарни стари американски автомобили од предреволуционерно време, заедно со руските москвичи и лади. За разлика од стариот дел од градот на авенијата Малехам, ќе наидете на големи луксузни хотели, а западно се наоѓа резиденцијалниот кварт од луксузни куќи и амбасади. Од знаменитости нешто што би требало да се посети е главното архитектонско обележје на градот – Капитол, кој е денес седиште на Кубанската академија на науки и Музејот на националната историја. Недалеку од таму е и старата председателска палата, денес Музејот на револуцијата. Статуата на Исус Христос која ја благословува Хавана, налик на онаа во Рио де Женеиро, е сместена на другиот брег на заливот. Кипот е висок 20 метри, направен е од италијански мермер и е поставен во 1958 година. Има многу причини зошто да ја посетите Куба, а една од нив е и вкусната храна. Во Куба нема да останете никако гладни, посебно ако сте љубители на морски плодови и специјалитети со риби или можеби желки. Кубанската кујна е мешавина од шпански, афрички и карипски начин на подготвување на јадењата, а националното јадење се вика ахиако креолио и е спој на зеленчук и различни видови на месо. Главно оваа кујна специфичниот вкус го добива благодарение на мноштвото зачини, кои се употребуваат при подготвувањето на храната. Куба е позната и може да се пофали по националните паркови кои се под заштита на УНЕСКО, но и по плантажите на кои се одгледува популарното кубанско кафе, кои дури можете да ги посетите, но и да го вкусите црното кафе. Атрактивна туристичка дестинација ја прави и познатиот ритам, кој секогаш внесува позитивна енергија, но и гостопримливиот народ кој сигурно ќе се потруди ништо да не ви недостасува. И иако со оскудно познавање на англискиот јазик, тие ќе најдат начин да се разберат со вас и да ве направат среќни. Куба е ефтина земја, па ќе можете да си дозволите да искусите добар дел од активностите кои таа ги нуди, а ги има во голем број. Од рибалов, планинарење, велосипедизам, до тури по планината Сиера Маестра, револуционерните патеки на Фидел Кастро и Че Гевара и белите песочни плажи. Куба била инспиративна земја за голем број светски познати уметници, а за вас сигурно ќе биде едно незаборавно искуство кое долго ќе го паметите.
Тоа беше се за денешното издание на емисијата Урбан Блог. Доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме точно за 7 дена, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.